Вообичаено, пред крајот на секоја календарска година, локалните самоуправи ги планираат приходите и расходите и ги подготвуваат буџетите за наредниот 12-месечен период. Општина Кочани веќе го изготви нацрт буџетскиот план. Од секторот за финансии во општината информираат дека вкупниот буџет за едната година е планиран на над 707 милиони денари, додека основниот буџет треба да изнесува нешто повеќе од 271 милион денари. Најголем дел од приходите се очекува да се остварат од дотации, за што отпаѓа скоро половина од средствата, односно 383 милиони и 750 илјади денари. Приходите од донации се планирани на нешто повеќе од 34 милиони, додека од само финансирање 18 милиони денари. За наредната година, општина Кочани не планира да се задолжува со кредити. Максималниот износ на сопствените приходи е планиран на близу 200 милиони денари, а пренесениот вишок на приходи од оваа година изнесува 16 милиони денари. Всушност се работи за парите што општината ги доби од владата за објектите за социјално загрозени семејства од старата касарна, а што и годинава не се изградија, поради тоа ќе се пренесат за наредната година. Во 2023 се очекува да биде зголемен износот од данокот на додадена вредност на 55 милиони и 100 илјади денари. Сите буџетски приходи ќе бидат распределени по 40 соодветни буџетски подпрограми. Капиталните расходи во основниот буџет за наредната година се очекува да изнесуваат над 43%, додека тековно оперативните трошоци 56,37%. За разлика од основниот, од вкупниот буџет, капиталните расходи се планирани на близу 19%, додека тековно оперативните ќе изнесуваат над 80%. За планираните ставки на приходната и расходната страна на главниот финансиски план во општината ќе расправи и советот на седница што треба да биде закажана за 26 декември. Советот на општина Кочани даде согласност на предлог одлуката за прераспределба на средства од буџетот наменети за основното и средното образование. Со тоа се кратат трошоци за плати и придонеси од плати за времено вработените. Парите се пренаменуваат за плаќање на електрична енергија, за превоз, набавка на канцелариски и други материјали, како и за купување информатичка опрема. Станува збор за сума од нешто повеќе од 1 милион денари, од кои 900 илјади се за основните училишта, а остатокот за средните. Сепак, одлуката најде на критика, со оглед што полуг период не се решава кадровското прашање на дел од лицата кои чекаат редовен работен однос во образованието. Неколку години наназад и се пожестоко постои пракса оние кои што се вработени без решение, новиот договор да го склучуваат некаде кон средина на месецот или да не им се продолжува договорот во текот на летниот период, односно да бидат скратени за плати во текот на летните месеци, и така е создаден овој вишок за жал кој што сега треба да го распределуваме, а исто така да не зборувам пак за средствата кои што се појавени како вишок заради тоа што 2 месеца учениците беа оставени без превоз. Значи немаа превоз и тие се пари буквално извлечени од џебовите на моите колеги наставници и на моите ученици. Се што каже колешката Жаклина, се согласувам, во право е, ама да бидеме прагматични, да бидеме локал патриоти. Ако не се искористат овие средства, тогаш ќе се вратат во централата па да ги дадеме на други општини. Јас сакам да прашам временски, значи ние овие средства ќе ги префрлиме фактички само за плаќање на сметки. За друго нешто не можеме да ги искористиме за некој проект. Како што кажа колешката Жаклина, да ни останат пари за отплати, толкав износ е малку. Не знам, треба да се прашаме сите зошто е ова. И да не се повтори друг пат. И сега ако не го изгласаме, тие средства, како што вика колегата Мирче, треба да се враќат назад во буџет. И ние сме ставени нешто што сме изгласали да биде завршено, малку по-навреме директорите да си ја вршат својата работа. Предлог одлуката за прераспределба на средствата во образованието доби поддршка со 12 гласа за, 1 против и 1 воздржан. Сепак, остана впечатокот дека планирањето на средствата во текот на годината не било соодветно направено. За да не бидат изгубени, односно вратени во Министерството за образование и доделени на друга општина, Советот на општина Кочани немаше друго решение освен да даде поддршка.
Земјоделските производители од општина Виница успешно ја завршија есенската сеидба и 100% го исполнија планот за оваа година. Засејани се вкупно 599 хектари, што представува намалување за околу 10% во споредба со минатата година. Најголем дел од површините отпаѓаат на житните култури. Само на по 2 хектара во сопственост на индивидуалните земјоделци застапени се градинарските и фуражните култури. Јачминот и пченицата зафаќаат околу 90% од површините, а засејани се на 300, односно 240 хектари. Од нив по 40 на хектари се кај земјоделските предпријатија, а најголем дел е во индивидуалниот сектор. Останатите површини се засејани со рж и други житни култури. Почетокот на есенската сеидба почна на време. Врнежите обезбедија доволно влага во почвата, со што земјоделците можеа да извршат квалитетна подготовка на нивите. Овластените снабдувачи навреме обезбедија семенски материјал, вештачки ѓубриве и препарати, а имаше и соодветна земјоделска механизација за обработка на почвата, истакнуваат од подрачната единица на Министерството за земјоделство од Виница. Слично како и минатата година, во сеидбениот план за оваа есен во Виничкиот регион воопшто не беа планирани маслодајна репка, афион и други индустријски култури. Изградбата на браната Речани, што во изминатиот период имаше забавена динамика, влезе во програмата на Министерството за земјоделство за наредната година и според планот за реализација треба да биде комплетирана до почетокот на 2025 година. По пробивањето на опточниот тунел почнаа подготвителните активности за градба на преградниот зид, но до известно пролонгирање на работите дошло поради специфичниот карпест терен, што се покажал како премногу тврд за копање. Од ресорното министерство најавија дека во текот на идната година ќе продолжи изградбата на еден од најважните хидрообјекти во регионот, од кој се очекува снабдување со вода за пиење за 80.000 жители. Исто така, водата ќе се користи и за наводнување на дел од површините во Кочанската котлина, а преку 2 мали хидроцентрали ќе се произведува електрична енергија. Вкупната вредност на целата инвестиција е 30 милиони евра. Средствата ги обезбедува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамки на програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Техничкиот проект за браната Речани предвидува преградниот зид да биде од камен насип со височина од 80 и дебелина од 20 метри. Основата на браната ќе биде долга околу 280 метри. Годишно во акумулацијата ќе се прибираат околу 22 милиони кубни метри вода, со што ќе се задоволи повеќе од 1/3 од земјоделските површини во Кочанскиот регион. Шеесет и две имиња на фирми, здруженија и на граѓани од Кочани и Виница се најдоа на новиот список на должници што го објави Управата за јавни приходи. Процентуално, овој број е минимален во однос на вкупната бројка од близу 5000 имиња на фирми и поединци од целата држава. Исто како што е мала и сумата што должниците од двете општини не ја подмириле во однос на вкупниот долг што ја должат што го имаат граѓаните од државата. При тоа, од Кочани на листата на должници се вкупно 30 фирми и 16 граѓани, додека од Виница има вкупно 9 фирми и здруженија како и 7 на граѓани. Дел од нив за прв пат се среќаваат на ваквите јавни објави на Управата за јавни приходи, додека имињата на повеќето ги имаше и на претходните листи. Според причините што се наведени во листата, најголем дел од должниците меѓу фирмите не ги платиле обврските за данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини. Кај граѓаните пак, освен неплатени даноци, има и друг вид долгови. Управата за јавни приходи веќе неколку години ги објавува листите на должници, повикувајќи се на одредбите во Законот за даночна постапка, според кој, меѓу другото, стои дека управата може на својата веб страница, без согласност на даночниот обврзник, да објави податоци заради исправка на непотполни информации. При тоа, за да се најдат на јавно објавениот список, фирмите треба да имаат долг што е повисок од 300.000, додека за граѓаните и самостојните вршители на дејност неплатените обврски треба да се над 120.000 денари.
Доколку даночниот обврзник не се согласува со објавените податоци, може да побара исправка или отстранување на неговото име. При тоа неопходно е да се јави во надлежната регионална дирекција на Управата за јавни приходи, ако долговите се врз основа на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и придонеси од задолжително социјално осигурување. Во одделението за наплата на приходи при Царинската управа треба да се јават фирми или граѓани доколку нивните долгови настанале по основ на акцизи, царини и данок на додадена вредност при увоз.